Почитувани, Зоран Заев го напуштаат коалицијските партнери, а дел од членството му откажува послушност. За да го спаси колку што може да се спаси Заев и мафијата, ангажираат членови на подземјето да им ги врши работите на предстојните избори за да го ублажи поразот. Затоа, робијаши и осудени криминалци се пуштени на слобода. Овие лица треба да заплашуваат, уценуваат и поткопуваат граѓани. Но тоа не е се. Очигледно, на Заев не му е доволно што е претворил СДСМ во приватна фирма, туку има потреба и од приватна гарда ослободени робијаши кои ќе му спроведуваат прљави работи пред и за време на изборите. Почитувани, според наши информации кои пристигаат од теренот, пред 3 недели во еден хотел на југоистокот на Македонија, тројца високи функционери на власта, од кои еден непосредно одговорен за полицијата, другиот по потекло од тој крај со прочуен брат и третиот познат криминалец договарале ослободување на робијаши од затвор. Овој пат задачата била одбран дел од ослободените криминалци да спроведат специјална операција – евакуација на капитал. Имено, пред се поизвестниот пораз на предстојните избори, мафијата е во обид да ги заштити своите бизниси, а криминалците добиле насоки да им помагаат при евакуацијата на капиталот. Според информациите, црни вреќи со пари излегуваат од државата, со крајна цел офшор земји, па дури се споменуваат и прекуокеански дестинации. Според информациите, операцијата евакуација на капиталот е веќе во тек и ќе потрае до избори, со оглед на големината на капиталот на мафијата на власт. Стравот и нервозата во СДСМ од престојниот пораз се очигледни. Граѓаните тоа го гледаат секој ден. Може да прават се, но казната од народот ќе ги стигне, а многу скоро ќе одговараат и пред ослободеното судство и тоа за секој сторен криминал. Ви благодарам.